Професор Милевски, добар ден. Вие сте професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје, експерт сте за тектонски поместувања и во контекст на сите овие последни случувања, последниот земјотрес кој што беше во Мавровскиот регион, на што се должи така силната магнитуда во овој регион на Маврово, кој што навистина предизвика страф и кај граѓаните? Добар ден, благодарам на прашањето. Територијата на Македонија се наоѓа во јужниот дел на Балканскиот полуостров и по својата положба е многу близу до границата токму на судирот, колизијата или подвлекувањето, субдукцијата, така наречена субдукција на африканската под европската плоча, само неколку стотици километри растојание од далеченост. А посебно има еден сегмент од таа африканска плоча, кој што се нарекува Јадранска плоча, кој што доаѓа на север кон делот на Јадранско море. И близината тука на западниот дел на Македонија кон ова Јадранска плоча е само околу 100 километри, 150 километри. На местото на судирот, подлекувањето на онај така наречена Јужно-Балканска и Јадранска плоча. Тоа е причина зошто во овој дел, во јужниот дел на Балканот, генерално земено има многу земјотреси, а и целата територија на Македонија е испресечена од тие судири меѓусебни на двете плочи, е испресечена на бројни мали плочи или блокови, кои што најчесто се во некаков баланс, некаква динамичка рамнотежа, се до моментот додека поради притисоците од плочата, африканската плоча, поради тие притисоци не дојде до некакво поместување или до некаква критичен момент напрегање, кога тоа напрегање ќе се изрази во земјотрес. Значи, обично, сведоци сме дека минативе неколку месеци, па и години, имаше доста чести земјотреси. Земјотресот што беше во Измир, Турција, земјотресите во Јужна Грција, Крит и така натаму, земјотресите во Албанија, сите тие се долж таа линија на судир меѓу африканската и европската плоча. Една од тие линии или тие пукнатини, големи пукнатини, го сече северниот дел на Македонија, односно поминува од Ќустендил према Скопје до Дебар. Тоа е така наречениот Ќустендилско-скопско-дебарски расет и токму на овој расет овој пат се случи тој земјотрес кој што е во рамките на средно силни земјотреси. Колку нашава земја е изложена на вакви потреси и која може да биде најголемата магнитуда која вие како експерти, да речеме, би очекувале во некој следен период? Во овој случај во Маврово, благодарение на тоа што нема некоја на самиот тој простор нема некоја поголема градска населба, значи и штетите не се од толкав домен. Инаку она што прашавте, значи досега забележано е дека најсилен земјотрес во инструменталниот период, да кажеме, од како се мерат земјотресите на овие простори или од како има податоци за земјотреси на овие простори, е Пехчевскиот земјотрес од 1904 година, чија магнитуда се проценува на некаде 7,3 до 7,5 степени. Значи, толку би било и најсилниот очекуван земјотрес со таа магнитуда, што може да одговара некаде зависно, значи до 9 или максимум 10 степени по европска макросизмичка скала, што значи релативно големи оштетувања. Меѓутоа, сепак треба да имаме предвид дека градбите што биле пред 50, 60, 70 години и оние што се денеска, постои значителна разлика во квалитетот, во цврстината и така натаму, така да сепак или она што кажуваме дека ако земјотресот од 6,1 степен магнитуда во 63 година бил разорен за Скопје, денеска ист таков земјотрес би бил со многу помали штети поради подобрениот начин на градба или она така наречена асизмичка градба која што главно се практикува во последните децении. Значи, реално на подрачјето на Македонија не треба да очекуваме некој силен разорен земјотрес во наредните 20 на 30, 40 години, посебно имајќи во предвид дека, например, веќе се случија во последните 20, 30, 50, 100 години, веќе се случени силни земјотреси во Скопје,
силен земјотрес, она што велам во Пехчевско, силен земјотрес во Валандовско и Гевгелиско подрачје и така натаму. Повратен период на такви силни земјотреси најчесто е 300, 400, 500, 600 години. Така да навистина нема потреба од страф и од паника. Професоре, и за крај, пред 3 години беше земјотресот во Охрид, таму имаше одредени оштетувања и така натаму, но вие направивте едно истражување кое што покажа дека поради тој земјотрес дојде до одредени поместувања на планината Галичица. Една од работите што се случува, што ние толку него забележуваме за време, например, на земјотрес, е фактички поместување одредено хоризонтално и вертикално на оние што велиме блокови, што се на маргините или што се околу подрачјето на земјотресот. Најчесто станува збор за издигнување на територијата на нашата држава, значи ако меревме со одредени посебни методи дека на планината Галичица за време на Охридскиот земјотрес имаше поместувања вертикални во износи до неколку сантиметри, истото тоа се случува и овдека, бидејќи подрачјето на земјотресот е фактички помеѓу Шар планина, Бистра и Корапскиот масив. Така да во тој дел всушност имаме раседи, имаме пукнатини, до кои пукнатини се уште Шар планина, Бистра и планината Корап или Корапскиот масив се издигаат и тоа за вредност од прилика од околу неколку милиметри годишно, меѓутоа тоа издигање не е секоја година по 3-4 мм, него кога ќе има земјотрес. Тогаш се јавува поинтензивно издигање, па може да има некаква стагнација или минимална промена, може би 10-15 години до некој следен земјотрес. Професор Милевски, благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Ви благодарам и на вас за поканата. Пријатно.